Од почнувањето на проектот Млади поетски перформанси, кој беше најавен денеска, има за цел да ги поттикне и мотивира младите литературни творци да пишуваат, да го промовираат и афирмираат своето креативно творештво за прв пат да се објави, со што ќе им се даде можност да се представат пред пошироката јавност. Во подтекст на проектот е заложбата за силна и директна стимулација на творештвото на младите автори од нашата земја. Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола ќе започне да го реализира проектот Млади поетски перформанси, инаку е наменет за сите млади автори кои што уште не промовирале песна, инаку работат, творат, и целта токму на овој проект е да ги мотивираме да почнат да пишуваат децата, меѓутоа пред се најзначајно е да им дадеме можност нивното поетско творештво да биде објавено. Во рамките на проектот предвидени се работилници на темите модерни текови и трендови во современата поезија, предавање од областа на поезијата, посочување теми, пишување на песни и интерпретација на напишаната песна, електронските алатки и можноста за промоција на поетското творештво на младите поети, од развивање на идеја, дело до промоција на дело. Најдобрите, најквалитетните творби ќе бидат објавени во заедничката збирка на поезија и ќе бидат промовирани во просториите на библиотеката на датум кој дополнително ќе се определи. Првата работилница се одржа денеска со младиот поет Филип Димковски како предавач. Преку фестивалите што се случуваат во државава, а ги нема многу, и преку оние наставници кои се уште сметаат дека тоа е и тоа како важно нешто, да се мотивира и да се поттикне пишувањето, се уште им се дава простор токму на младите творци да им се покаже дека негувањето на зборот и негувањето на пишувањето е на многу убава практика што овозможува развој не само да се споделат чувствата и мислите, туку и придонесуваат за целосен развој на една личност понатаму. Затоа што ако не знаеме добро да се изразиме понатаму, настануваат и други проблеми во животот. Многу е подобро да знаеме она што го мислиме, она што го чувствуваме, да го искажеме. Димковски е автор на 2 збирки поезија, најхранливи зборови од детската душа дарови и Божилак на исконот, која во 2016 година доби свое српско и свое бугарско издание. Димковски исто така е добитник и на повеќе домашни и меѓународни награди. Соработувал со повеќе електронски и пишани медиуми во Македонија и Србија. Проектот е финансиран од Министерството за култура на Република Македонија.